На струшкиот гинеколог Мухамет Асани да му се одземе лиценцата за работа и да му се забрани вршење на лекарска дејност, бараат од платформата за родова еднаквост, незадоволни од пресудата и условната казна од 2 години, со која помина Асани, иако како што велат на црно 5 години вршел гинеколошки прегледи во нерегистрирана ординација во неговата семејна куќа. Условната казна покажува дека здравјето на жените во земјава не вреди ни 5 пари. Соучесници се сите надлежни институции и лекарската комора. Дополнително, фрапира фактот што судот со оваа пресуда не изрече и мерка забрана за вршење на професија, иако таа можност е предвидена со кривичниот законник, стои во соопштението на невладините организации обединети во платформата за родова еднаквост. И покрај одите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој уште пред 2 години изврши вореден надзор на ординацијата, пошто и поднесе кривична пријава и силните реакции на граѓанските организации, лекарската комора до ден денес не му ја одзели лиценцата за работа на гинекологот, меѓу чии пациентки е Илдис Веапоска, која остана без матка, бубрек и јајник. На ваков начин и судот и лекарската комора застануваат во одбрана на нелегалната здравствена пракса во земјава. Условувајќи го казнувањето на нелегалното работење, со чекање да се случи дополнително кривично дело, тие не само што ја одржуваат културата на неказнивост, туку и недвосмислено ја поддржуваат системската негрижа за здравјето на жените, наместо лавовски да се борат против неа. Од тука платформата за родова еднаквост бара, доколку по вака донесената првостепена пресуда се поднесе жалба и предметот е даден на решавање на второстепен суд, истиот задолжително да изрече дополнителна мерка забрана за вршење на професија во најдолго време траење предвидено со кривичниот законник. Основното јавно обвинителство да поднесе жалба и да побара построга казна, односно ефективен затвор. Здравјето на жените мора да биде врвен приоритет за сите институции и за лекарската комора. Затоа случаи на нелегални ординации кои се потенцијални касапници не смеа да се повторат во иднина. Лекарската комора да се одважи и по вчерашната пресуда конечно да му ја одземе лиценцата за работа на гинекологот. На 10 март продолжува судскиот процес против Мухамет Асани, неговиот син и уште една лекарка, за случајот со родилката од Дебар Илдис Веапоска која остана без 3 органи. Обвинителството ги гони за кривично дело, тешки дела против здравјето на луѓето.